Но дошла војната и многу луѓе немале можност да појдат на лекар, па сретко бил единственото решение во градот. И бугарите како власт почнале да доаѓаат кај него. Но гледајки го зголемениот зорт кај граѓаните, сретко почнал да ги молзе, да ги цица нивните пари. За секоја преврска мала интервенција почнал за една инекција пеницилин да наплаќа 10-кратно повеќе, богатејќи се на маката на луѓето, нели? Станал арогантен и безобразен, барал да му се плати однапред, независно што многу луѓе починале од искрвавување по неговите стручни интервенции. Бугарите за ова му гледале низ прсти, затоа што нив нели ги лечел бесплатно. Дури на еден бујен од Пловдив и пари му дал за да му фати врски кај генералот на армијата кој бил познат по тоа дека земал по 1 лев на секој лев поминат низ раце на македонските трговци. 1 лев за него, 1 за генералот. Ова нешто ви звучи нели и познато од нашата денешнина. Но да се вратам на приказната.